Добар вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е хорор емисијата Дансе Макабре со 259-то издание, кое што го посветувам на серијата на изданија на Дансе Макабре, во кој што имаме таа можност и прилика да пред се да поразговарам со еден гостин кој што ни доаѓа од филмската индустрија. Конкретно се ориентирам некаде да биде тоа жанровски поклопено со самиот концепт на емисијата, или во најмала рака тоа неговото познавање да може да го поклопи овој ранг. Меѓутоа, овој пат во оваа емисија имаме и автор кој што има создадено и има направено зад себе дела кои што и тоа како може да говорат за самиот хорор жанр. Значи има дадено своја крв за да се реализираат овие дела, така што со мене во мое друштво оваа емисија ќе биде Кирил Максимовски. Добре дојде. Добре вечер, фала на поканата и поздрав до слушателите. Од ова прашање никој гостин на Дансе Макабре не успеал да избега, така што нема да бидеш поштеден ни ти. Кажи ми првиот хорор филм на кој што можеш да се сетиш дека го имаш погледнато, првиот што ти има оставено најдлабок впечаток, кој што ден денес би го издвоил дека те допра. Се сеќавам кога беше вчера, искам да ти кажам. Не се сеќавам на годините, меѓутоа мислам дека беше негде можеби дури пред прво деление во Залдан, може чак и последните години од градинка или мало школа ние што имав во Хрватска. Се вика Иво Зло. Сега ќе ми простиш, не знам режисер, меѓутоа мислам дека 79-та снимам и го гледав во кино. Во основно во кино. Баш во кино. Може чак и пред основно, да. Значи тоа било Сега да не претерувам, мислам дека со татко ви. Добро, во ред. Не го гледав сам. Меѓутоа, сепак рана возраст, експонирање пред се на еден филм кој било тоа време во духот, најверојатно, на самата доба. Филмот беше, мислам, и е класика хорор од седната куќа и екипа која влегува во куќата да истражи што се случува и на крај се соочува со на ултимативното зло, што е фактички самата куќа нешто. Персонификација на ѓавол или нешто загробно, нешто лошо и филмот, освен што ми остави впечаток со тие некои страшни сцени и ефекти кои за мене тогаш беа вау, иако сега да го гледам филмот може дури да биде нешто како црна комедија. Си успеал да го погледнеш сега или не си се осмелил се уште? Еднаш го начекав на телевизија, али давно, мислам давно, сега кажам можеби пред 15 години. Али секако се сеќавам, значи кога го гледав, ете ти кажам некоја 85-та или 6-та година во кино, кога и беше актуелен. И како се вика, малце се сеќавам дека филмот секако ме преплаши и ми остави впечаток. Можеби тоа беше и еден вовет во тоа да јас да секам тој жанр. А може и беше и стварно прв хорор. Може и не би излажал кога би рекол дека е прв хорор што сум го гледал. Така, најверојатно предпоставам дека подоцна доаѓа моментот кога си бил експониран најверојатно на телевизија, кога си можел да начекаш нешто дома евентуално. Да, има уште еден инцидент кога за малку ќе го гледав Тексашки масакр со моторна пила, 73-та на верзијата. Така, да, оригиналот, 74-та, да. Го даваа на телевизија, од тогашна Југославија секако, и имаше предупредување, што за мене тогаш тоа беше онака дополнителен стимул. Смак света да се чуе тоа предупредување, каде што Чичко еден сериозно отеран така, вика дека тоа беше негде 11 сати, може и 12. Ова доба. Ова доба, да, и имаше предупредување до гледачите дека следува филм каде што има екстремно сцени на екстремно насилство. Она не денеска што го покажуваат со знакче, тогаш имаше Чичко кој буквално сериозен, мртов. Го елаборираше тоа. Со наочари со све. И искача и кажува овој филм никако не сме да го гледаат деца, младинци и така натаму. И во ист момент ја мислам дека моите го исклучат телевизорот. Штета. Мислам дека видов некоја најава, нешто како трейлер, Чичко со моторна пила, нели, тоа беше све. И од тогаш до 2003 или 2004 кога го гледав ремейкот, остана мистерија за мене тој филм. А се уште го немам гледан оригинал. Да? Не.
мислам дека треба да бидеш експониран што е можно побрзо. Ali ремейкот ми се допадна, мислам, лошо. Не Одлично. беше лошо. Одлично. Мислам дека Джесика Бил глумеше во тој ремейк, да. На Майкл Бей продукција или нешто така, ако не се Така лажам, нешто, да, така беше. 2004. Во ред, со мене во студиото, како што веќе слушнавте, имаме добар познавач на хорор жанрот, со кој што во текот на емисијата ќе ви говориме не само за сето тоа, како што веќе ви напоменавме, има погледнато, туку и за сето тоа што го има направено зад себе. На почетокот на емисијата слушнавме Wolf Matter со 3 композиции од нивниот најнов албум, значи The Love That You Give, Victorious и City Lights, значи слушаме музика од нови изданија на веќе етаблирани рок-н-рол бендови, за да го задржиме вашето внимание на висока нота, затоа што ви предстои една одлична дружба со мене и со Кирил и едно епско патешествие низ хорор жанрот. Така што уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е хорор емисијата Дансе Макабре, 259-то издание, насловено како хорор естетика, во кое што со мене во емисијата е и македонскиот режисер, сценарист, писател и воопшто хорор и актер и се друго што захтева или се што бара од него филмската уметност да го направи тоа на дело. Значи со мене во студиото е Кирил Максимовски, со кој што предходниот дел на емисијата ви говоревме за првите негови впечатоци и како го има добиено првиот допир со злото кое што го шири хорор жанрот и како ги заведува така наивните млади деца, да, клинците пред големите екрани. Ти си имал там убава можност да ја почувствуваш магијата на хорор филмот во киносалата. Киното беше, немаш алтернатива за кино. Само тоа време, мислам. Сите што се моја генерација постари го знаат тоа. Немаше интернет, немаше Netflix, немаше ова, немаше она, немаше. Видео on demand не беше пристигнато, да. Пиратири и чуда, него едноставно ако сакаш да гледаш освен телевизија, така. Али ако сакаш амбиентално да се соживее со сите луѓе наоколу во киносалата, да. Нема, мислам кината секако дека беа многу немаше она што сега го имаме на Cineplex и така работи, меѓутоа во секој случај пристојни и во тоа време и се таа на аудиовизуелна поддршка ја дава, за да си седнеш и си заробиш во тој некој свет на фантазии, без обзир кој жанр го гледаш, и да имаш сат и по 2 сата уживање. Сметаш дека таа аура на тие кина недостасува денес затоа што се губи можеби делот на магијата заради таа предостапност што ги имаме на дигитална форма веќе сите филмови? Па не, добро. Конкретно кај нас, да, дигиталното владее над киното, меѓутоа Скопје сепак има нешто да понуди во тој домен со Cineplex, со Кино Милениум и други кина. Проблемот повеќе во тоа што самите филмови се работат повеќе технички и визуелно, да ти импресионираат отколку да ти раскажат приказна и некако повеќе одиш да почувствуваш нешто во тој стил, отколку да почувствуваш приказна, дали да се соживееш со ликовите, да бидеш престрашен, да бидеш заљубен, да се расположиш и насмееш, туку повеќе си обседнат со тоа дали ова ќе ги исполни, дали вселената стварно ќе биде како вселена или не. Да. А нема да биде, мислам, ако сакаш вселената, излези надвор и гледај звезди, да. Ако имаш среќа ќе појдеш нагоре. Да. Киното не може да ти го замени тоа, значи така да повеќе гледачите би требало да се концентрираат на приказната, на суштинското, техниката окей, супер, али и да дозволат не треба да биде цена на вашето одење во кино тоа. Така треба да дозвола значи магијата да ги допре и да ги промени, да бидат променети, да излезат поразлични луѓе од како што имаат влезено, наместо да ги пресметуваат алгоритмите на оддалеченоста на звездите на CGI конструираното небо. Едно од првите твои зачекорувања во филмскиот свет и воопшто твојот потпис кој што го оставаш е 60 Seconds of Humanity, односно 60 секунди на човечност, кое што
еден филм кој што го поставува прашањето конкретно на човечноста и екстремите до кои една личност ќе подлегне за да ги преживее. Од каде воопшто дојде идејата за ова интересно остварување со одличен пресрет? Да, уствари идејата дојде од една изрека на Ганди, која се може ќе парафразирам, не знам Слободно. како, беше меѓутоа у контекст на тоа дека и тој би бил христијанин, доколку ние би биле христијани 24 часа на ден. Так. И тука нешто склепав да дојде со мерење на време и човечност и всушност верувам во тоа дека луѓето во основа не сме многу различни во карактерот од животните, односно не водат одредени инстинкти на преживување. Инстинктите не знаат добро и зло, него urge, потреба и нагон и остварување, задоволување на нагон. Така. Значи примарни се. А се тоа на што ние го викаме како наш морал и цивилизацијски придобивки се уствари норми на однесување кои не ги се вградуваат Така. во нас. Сите си имаме договорено така да се однесуваме, да. И во контекст на тоа демек да му се остави на еден човек една минута во денот, дали може да издржи да биде човечен, да биде или ќе пукне и ќе се врати на она исконското. И тука гледам еден бездомник кој е препуштен сам на себе. Во еден миг он проси на улица, добива повеќе пари од колку што очекувал, остатокот од парите кои не му се потребни, хумано ги донира на некој друг бездомник до него кој нема ништо собрано. Так. И веднаш почнува да отчукува часовникот. Во филмот е прикажан всушност како пластичен часовник, меѓутоа тоа е повеќе фигуративно. Доста коментари се уствари насочени на тоа. Малце груба монтажа, како тоа се придобивки на аматеризмот. Меѓутоа, интерниот часовник работи во него. Идејата беше токму тоа и подосна тој оди во продавница со истите тие пари што ги зел, може да се купи повеќе работи, меѓутоа тој неговиот избор оди пороци, он бира леп, она што му е најпотребно во тој миг. И тука го купуваш гледачот да мисли дека имаме една патетична социјална приказна која што. И сега човекот седнува го јаде лебот и се гледа очигледно дека лебот е преголем за него сам да го јаде. И во тој момент наидува едно ладно кученце и човекот секако зема парче леб, го става на ножот, да му понуди на кученцето, меѓутоа во тој миг поминува една минута и остатокот е... Човечноста тука веќе се допира со веќе понудениот инстинкт. Тука има еден мал хорор момент и епилогот е она што кажам, значи нагонот победува, како и секогаш. Што сме ние ако не се држиме до нашите нагони? На крај се сведува се на тоа. Супер, кажи ми како дојде воопшто до соработката со Тировски и зошто падна изборот на Фолтин? Со Тировски лично се знам. Со него требаше да работиме на еден друг проект, едно сценарио за стрип исто мој, кој се уште исто остана нереализирано. Меѓутоа не испадна таа соработка и гледав еден краток стрип негов во стрип арт и стрипот всушност беше всушност филмот е базиран врз една моја карикатура објавена во Остен. Така? И еден негов стрип објавен во стрип арт. Добро. Значи е адаптација, можам така да кажам, не е оригинално сценарио, адаптација. Првата половина е мојата карикатура со бездомникот, со кучето е неговиот. Да. Така и па добар амалгам е тоа, значи. Да. И он беше на премиерата секако присутен, а музиката од Фолтин барав нешто откако го завршивме филмот и се барав секако не можев, условите не ми дозволува оригинална музика, да најмам човек да ја направи. Барав нешто специфично. Не класична музика, се нешто да бапнам без везе. Така. Само колку да се пополни. Нешто специфично, и кај еден мој пријател пребарувавме цедиња све што има и искочи Фолтин. Искрено не сум слушал тоа што таа група. Така. Има тоа им беше може првиот албум. Така нешто. Мислам дека првото издание. И ми се допадна она што слушнав, 2-3 песнички и си решив сериозно да отидам таму и да им понудам договор за користење на музика, да биде све нели така, легално. Да, пошто ги почитувам тие работи, заштита на авторски права, користење така натаму. Се видов со дечките во Битола, они во тој период работеа театарска музика, така. Да. И после еден разговор
и сето тоа апсолутно нема проблем, мислам, и ги искористив и позајмија тие нивни две песни во The Custom Life и In the Vice Cities, Така. ми ги позајмија за филм. Одлично. Кажи ми, со оглед на тоа што снимаш на локации, конкретно за овој филм имаш одбрана една локација доста интересна за која што барем во првиот дел, верувам дека многу луѓе поминуваат тука и имаш едно ново значење дадено на таа локација. Кажи ми дали си имал некој проблем воопшто со снимање на места, затоа што снимаш денски, претпоставувам дека имаш проблематиката со метеж, имаш проблематиката со екстерни фактори кои што не се во твоја контрола. Една предност што има, можеме да речеме аматерскиот режисер пред професионалниот режисер, што го боли брига да си така. Едноставно искачаш и снимаш, на све си спремен. Така. Ништо не може да те порази онака, пошто и немаш нешто многу што да изгубиш. Што да изгубиш, јасно. И немаш многу луѓе со тебе кои што ќе страдаат во тој момент. Не стои чичко у костум, ама продуцент позади тебе и ама што прешто моите пари. Така. Тоа е тоа. Воопшто не размислував. Да, идејата, мислам, според сценариото веднаш ми беше јасно дека ќе се снима во гужва. Така. И ми беше јасно дека ќе се снима на отворено и изискуваше тоа да биде некој трговски центар. Да биде и поинтересно испадна 8 март баш. Така. Снимано. Одлично. Кога е птен баш гужва и сред ден, сабота. И немав никакви онака стравови или што ќе се деси. Единствено на што бев претпазлив е да се пријави до надлежните мовера дека ќе има снимање. Да немаме некои проблеми од тој. Да, затоа што тогаш може да прекине снимањето. И сето друго се течеше супер, све беше импровизирано апсолутно, дури добив некои парички вистински онака. Супер. Да сум бил убедлив као бездомник. Тоа е добар комплимент за филмот. Да. И имавме секако, имаше го снимав со мојот пријател Маријан Михайловски, кој улета и ми помогна како камерман и така почна со работката наша. Имаше онака упикување што правите сега луѓе, што е ова, да не снимате за вести, да ви кажам ја нешто, пошто користиме професионална камера телевизиска, која ни беше позајмена. Тоа беше придобивка на тоа што сценариото победи во конкурсот организиран од Центарот за изведувачки уметности и мултимедија. Ја и уште 4 сценарија бевме финалисти и така добив шанса да го под нивно покровителство, не би рекол дека они биле продуценти, меѓутоа дел од средствата ни обезбедија за снимање. Така барем за технички аспект можевте да го средите. Кажи ми, како постојани соработници, веќе го споменавме, Маријан Михайловски го имаме како камерман и секако пред камерата Александар Лахтов се појавува во неколку од твоите остварувања. Кажи ми како дојде воопшто соработката со Маријан Александар и ова твојата стандардна екипа трупа која што се провлекува. Со Маријан сме другари од средно, филмофили двајцата и доста муабет имавме од средно за филм, меѓутоа никогаш не ни помислувавме дека ќе работиме аматерски филмови, воопшто дека ќе нешто бидеме креатори на филм. И сосема случајно дојде до соработката, конкретно на овој филм. Се извинувам. Со тоа што јас го пријавив сценариото и очекував ја да бидам сценарист, ништо повеќе. Тоа ми е основно звање, така кажам. Меѓутоа испадна многу потешко отколку што мислев да најдам режисер, актери, цела екипа и на крај ја испаднав прво режисер, па испаднав актер. И на крај требаше да имам дечко снимател, меѓутоа он откажа во последен миг и немајки кому да му се обратам, му се јавив на Маријан, чуј вака и вака, утре треба да снимам филм, може да држиш камерата да ја држиш, да не мора и сам себе да се снимам на селфи да правам. И он рече нема проблем. И иако сепак тоа е 2003 година, селфито не беше популаризирано, толку ќе беше иноватор. И како се вика, он ми излезе во пресред, несебично, дојде, снимаше, иако немаше апсолутно скоро ич појма како се оправува со камера. Значи учеше додека работевме. Да, додека тежеше. Додека работевме, имавме на првиот ден од снимањето работевме сами, каде што го снимавме часовникот, тоа беше во интериер, во екстериер кога снимавме ваму, ни помогна човекот што работеше монтажа, чија камера и беше, он професионален монтажер, Љупчо Таруновски, се извинувам. И малце он асистираше околу
Маријан снимаше, меѓутоа Љупчо му покажа некои работи околу камерата. Така, како да испадне продуктот Да. најдобар. Значи, тоа е убавината на герила снимањето. Сите се инволвирани и сите сакаат све да се успее случува, проектот. Све се случува спонтано, и на крај стварно мораш да си задоволен со она што испадна, дури ако не ти е по кејф, затоа што едноставно направена вистинска креација. Така. Мислам, нешто е стварно направено со силна желба. Точно, неумешно е, полно е со грешки, полно е со пропусти. Многу режисери онака ќе искушат очи естетски на тоа, меѓутоа направено е со желба и мора да го сакаш. Секој го има дадено својот максимум Ете така. и с последната капка додека се финализирало делото. Меѓутоа, многу режисери се срамат од тие првични нивни остварувања, многу баш го има тој убав пристап како да го учев занаетот додека снимав. Значи, буквално со сите проблематика на лице место се соочувале и врз тоа и станувале подобри режисери, така што тој мислам дека е најздравиот пристап кој што може да се земе во тоа прашање. Кажи ми, како дојде до Darkness Production формирањето воопшто на ова филмско издаваштво и продукција и снимањето воопшто на аматерски жанровски филми? Така, Darknet Production е една герилска таква продукција која нема да ја најдеш у регистар сигурно. Јасно. Тоа сме ние тројца, значи Маријан, Александар и јас. Ни требаше лого. Така. Не ни требаше, ние Сакавте. Посилно е од изгледа вас. по-професионално, ако не можеш филмот да го направиш супер, можам бар шпицата нешто да Точно. да закачам публиката, да ја направам хук со Так. шпица, ако со ништо друго. И така ни дојде на идеја како да се вика нашата продукција, Darkness Productions, ни направивме, конструиравме едно лого. И следните неколку филма ги направивме под покровителство на таа фамозна Darkness Productions. Одлично. Кажи ми, кој е најголемиот предизвик со кој се соочуваш кога треба да адаптираш едно свое сценарио и дали воопшто би режирал туѓо во дадена ситуација кога би ти понудиле? Да, Сум режирал, значи Так, не може да се нели- каже баш сценарио. Проектот што го работиме со Мика Так. Мазини, односно по негов текст. Така. И нема апсолутно никаков проблем, но тоа мада не беше и некој предизвик, пошто тоа беше повеќе само текст отколку некој сценарио. Иначе мислам дека не би имал проблем, иако себе си повеќе пак ќе кажам натежнува на сценаристичката страна, отколку режисерската, мислам. И сега после ова релативно искуство што го имам, себе си се сметам како апсолутно аналфабет режисер или лаик, додека као сценарист сепак мислам дека имам малце повеќе познавања, знаења и посамостоен сум. А што се однесува со првиот предизвик што го имав како и прво сценарио што беше продуцирано мое, Кота 404, кој го работев со Маријан Гавриловски. Така. Значи не бев вклучен како наблюдувач во процесот. Така. Апсолутно, не бев на снимањата. Ја даде таа дозвола која што секој режисер ја сака сценаристот. Амин дадов, да. Иако Маријан ме прашуваше за време на целата припродукција и постпродукција како што, сепак на крај излезе дека филмот е различен, има некои иновации кои Маријан ги вметна. Добро. И може дури и иновациите беа вметнати, иако не беа сосема одобрени од моја страна, меѓутоа на крај искочи супер производ. И не чувствам никаква повреда на авторското его и така, затоа што за мене, а претпоставам и за повеќето сценаристи, сценариото може да постои како одвоен медиум. Така. Може да во секој момент моите сценарија сите бар поголемиот дел се објавени на интернет и секој може да ги прочита и еве ако сака да види што јас сум мислел како со напишаниот збор, па може да ги погледне моите филмови, односно филмовите што се направени според сценаријата, па да направи споредба, јасно. Меѓутоа трпи измени секако и во однос на тоа што најдобро би му користело на самиот филм, тука претпоставам веќе била постоечка довербата која што си ја имал кон Маријан и си сметал дека да, тоа е правиот човек кој што може да го комплетира тоа дело и да го извади максимумот од него. Претпоставам за Кота во дадена ситуација која зборувам. Најбитно ми беше конкретно за Кота кога зборуваме, најбитно ми беше тоа да не се утне
темата на, Мгм. на приказната, суштината на приказната. Така сршта. Сршта на приказната, да, која секако ја носеше и диалогот што Мгм. имаат протагонистите во филмот. И кога тоа не се утна, кога тоа беше она други некои, чак Маријан успеа од тоа сценарио кој јас како режисер го замислував, рецимо кога би го режирал филмот, го замислував малце многу постатично, Мгм. да има некоја тензија, ама ништо никош не се случува, нешто како кај Ханеке. Така. Он го направи малце му даде малце акција, динамика. Да. повеќе. Што мене ме изненади. Меѓутоа тоа е стандарден дел во начин на неговата естетика. Предпоставувам, така, и неговиот подпис. Да, неговиот подпис, што апсолутно има право он како режисер да си го остави. Одлично. Сепак е една прекрасна колаборација која што имате направено и буквално спојот на двата најдобри света, можеме јас така да го кажеме, сето тоа ти што го пишуваш, сето тоа тој што го снима. Може да се навратиме на едно твое издание филмско остварување само 2006 година. Еден филм за невообичаеностите на вообичаениот ден. Преточен во една кошмарна реалност на еден лик, ако може така да го дефинирам. Кажи ми, зошто одлучи баш да ја примениш низ ова призма на некаков бизарен воајеризам, го нарекувам тоа, барем во делот кога преминува камерата од еден лик во друг, кога главниот лик станува прогонет од една појава, еден убав премин што го имаш направено, што ми се допаѓа мене многу, во раскажувањето воопшто на самата приказна. Прашањето ми е, од каде се роди потребата за ова прогонување? Идејата беше да се направи нешто конкретно. Значи секогаш кога работам приказна, дали е тоа сценарио, мислам дали е мој филм, дали е само сценарио и така натаму, сакам да инспирацијата и темата да биде нешто конкретно. Така и тука конкретноста ја насочив кон тоа што имав филмот точно со изрека на еден серијски убиец, вистинска личност, Ричард Чейз беше, да. Чейз, или попознат а.к.а. вампирот од Сакраменто. Така. Го заслужил тој прекар, за жал. Дефинитивно. Значи, он имал една изрека, колку да бил, мислам, клинички луд стварно човекот, кажал, отворените врати се покана да влезеш натре, што не може никој да му замери на тоа, нели? Да, кога ќе го каже така. Често изговоре тоа на сериските убици кои што си го земаат се вратата предвид. отворена, примаме гости. Така. И сега тоа го уфрли во контекст на приказната. Значи имаме еден човек, обичен човек, чиновник што и да е. Так. Си доаѓа дома една вечер, живее сам. Меѓутоа не ни помислува дека некој веќе му се ушмија дома и цело време го скенира, го прати. Тука имаме тоа што кажаш ти, тој елемент на воаеризам, иако претходно мислам немам референца кон некои филмови што јас сум ги гледал. Дури од после Алон имам гледано доста холивудски, не холивудски филмови, хорор или трилер, кои се занимаваат со таа тема, некои успешни, некои не толку. Јасно. И значи на крај секако се завршува фатално, како и секој хорор филм, меѓутоа целиот филм немаше некоја конкретна идеја, сценариото беше конкретно, меѓутоа немаше некоја, откако го гледав и размислував за него, иако го сметам за така понеуспешен филм. Добро. Идејата беше баналноста на секојдневието врз баналноста на злосторството. Значи, на човекот денот му е толку конкретно, тој ликот му е толку банален и и беззначителен, беззначителен, што некоја рака убиството не прави, неговото убиство не прави апсолутно никаква разлика. Може да биде било кој ден, вторник, среда. Да, мислам како и да не живеел. Така. Може ќе бидам груп ако кажам си го заслужил, меѓутоа никако секако никој не заслужил таква судбина. Меѓутоа ете така, значи еден филм, едно големо ништо се случува. И од страната на протагонистот и од страната на антагонистот, тоа што сепак антагонистот на крај има го зема ножот, па го чекува со нож, се обидува нешто да направи, да го преплаши и така. Да се појавува суптилно неколку пати во неколку кадри. И на крај имаме само идеја, секако немав ни можности и апсолутно бевме лимитирани, значи со обзир дека е врзани за една локација, претпоставувам, да, имавме многу ограничувања, така да немавме ни можност да направиме некое убиство да се случи, али нема ни
ни штета во тоа. Мислам Да. дека вака како што излезе, Доволно е да се потенцира дека самотијата знае си ја кажува, да. знае да ги повика непоканитите гости во домот Мгм. и кој што па од друга страна и не може да се избркаат очигледно толку лесно. Следат како верни сенки. Да, и на моменти барем јас го имав тој проблем дека кога ќе се појавува нели фантомот, односно кога ќе се појавува ова сенично привидение, беше претемно експонирано тоа. Сето тоа се потпира на самиот буџет што бара и осветлување, бара и да се направи Ја мислам дека Александар Мгм. Артов го игра биецот. така. И ја мислам дека за време на снимањето ја немав јасно, ги гледавме, секако Мгм. ги гледав сите, ги прегледав през сниманите материјали. Така. Меѓутоа немав јасна представа како оно што се гледа. Немавме време да Д- отидеме, Така, да видиме, па да видиме, сватиме па што- ајде да така. И дури у постпродукција, монтажа го видов и онака, добро, можеше боле, ама окей. Со тоа време што Идемо. сте го имале на располагање, Идемо. тоа одлично го Пуштай. имате стекнато. Кажи ми за музиката која што се наоѓа на крајот додека иде од јавната шпица, е на доста карпентеровски потфат од твоја страна. Кажи ми зошто не одлучи да ја оставиш во некоја си друга секвенца од филмот да потенцираш барем тоа минималистичко појавување додека го има убиецот? Зошто одлучи само на крај да ја ставиш? Па да, Што е одлично. Ќе не поштедеш од доста шкрипење. Така? Кој повеќе го создава камерманот, али во улога на убиец. Да, дефинитивно. Односно исто така тоа сватено. Па не знам, искрено да ти кажам, не размислувам за тоа, можеби самите тие звуци што се слушаат за време на Си го постигнуваат својот постигнуваат ефектот. Да. Можеби ете и тоа немање музика, немање никаков звук дава некоја мизерна слика на самата ситуација, некоја банална, исто она што го спомнав. Така. Една банална ситуација, а крајот е така еден музички коментар, иако музиката мислам јас не ја компонирав као ја, Так. е дело на Маријан и на монтажерот Стојанче. Така Стојанче. Они мислам дека нешто мислам не е наша компонирана, него е нешто измиксано од интернет. Така. Али излезе окей и да, што Врши ти работа. ме потсети на некои така класици ала Хелоуин и ова. Го имаше и тој ефект барем во моментот дека цело време гледаш некако си прогонувач во куќа, така што многу добро се залепи, барем во тој контекст. Да, погодено е. Може да направиме еден краток муавет за Над Скопје, еден од твоите филмови кои што имаат најдалеку прошетано, за разлика од останатите, односно едно твое љубовно писмо кон Вим Вендерсовата естетика. И кажи ми, зошто баш ја одбра таа предложка за овој филм? Зошто одлучи да го дадеш скопскиот потпис на Вим Вендерс? Искрено да бидам, само ми текна. Така? Да. Маријан ми дојде со идеја, ја не ни знаем дека постои тој конкурс, дека е во тек. Така? И ми кажа, слушај, прават конкурс филмови посветени на Вим Вендерс. Дали имаш некоја идеја да направиме ние нешто да учествуваме? И нормално немав никаква идеја. И тоа е единствен филм што сум го направил без сценариум, значи нема никаков сценариум Така? за тој. Све одма у глава е скопчено, маде не е нешто 2,5 минути. Да, 3 минути, да. Толку. Така. И у прв момент, не сум некој голем фан на Вим Вендерс, не гледам многу негови филмови, у прв момент ми текна Небото над Берлин. Так. Односно, мислам за Химел über оригиналот, Берлин, да. Не се вика Небото над Берлин, тоа е слободен. Тоа е слободен превод, да. И го префразирав над Скопје, секако не. Јасно. Тука живеам, нели? И доволно сив град. Да. И како се вика, и одма ми текна на ситуацијата со зградата, висококатница, и ми текна ситуацијата со девојката. Сакав да направам како би можел Небото на Берлин, да го раскажам најкратко. Так, најминималистички. Најсижедално. Так. Најоснова. И мислам дека тука успеавме и резултатот ми кажа дека сме успеале со тоа што нели освои прво место на самиот конкурс. Така. Неочекувано, али имавме тука и среќа пошто па немаше многу учесници. Добро, и тоа било во полза.
Меѓутоа филмот излезе надвор од оваа држава и бевте составен дел нели во проекцијата во Минхен, ако не се лажам, или? Корекција мала, бевме гости. Гости бевте? Гости на фестивалот. Така? Да. За жал филмот не учествуваше директно во фестивалот. Меѓутоа ние бевме како автори, тоа беше награда Така? од Институтот Гете и Кинотека, кои беа покровители на конкурсот. И бевме гости на 5 дена на филмскиот фестивал во Минхен, кој ете за нас како аматери филмаџи и општо лајци филмаџи, така како да ги наречам, тоа беше еден голем скок. Тоа е фестивалот висока категорија, Така. европски, еден од врвните европски фестивали каде што гостуваат и холивудски лица. Имав можност таму да идам на конференција на некои битни лица во светот на филмот. Се запознав со Том Дисило, амерички режисер. Има работено со Бред Пит на првиот, мислам дека има снимано филм со Бред Пит, Џони Свет. И е култен, имам Living in Oblivion. Така. Филмови папараци, така Папараци. гледано и многу ми се допадна и не ни знаев дека он е гости на фестивалот, ама ако начекав, морав ако ништо друго да го поканам на Скопскиот филмски фестивал, ама не знам, не е дојден уште. Да ми време да дојде. Се надеваме дека ќе стигне поканата и од господата од Скопски филмски, така што барем една ретроспектива да се направи на неговите филмови во негова чест. Заслужува се. Дефинитивно. Иако во овој филм самоубиството е таа главната тема која што преовладува во него, пред се деликатна тема, која што многу автори имаат дадено свој коментар на неа. Кажи ми зошто одбра баш овој товарот на грижите кои што стануваат толку непремостливи да каде што единствен изговор би било одземањето на тоа што му е најсвето на еден човек. Зошто одбра баш конкретно оваа тема да ја раздлабочуваш, барем во тие две фотографии кои што ни ги даваш на почетокот на филмот? Текстот, мојата нарација, текстот со фотографиите е настанат многу пред филмот. Така. Пред идејата, значи текстот го напишав како некоја поема, ама без стихови, со зборови. Инспирација ми е, не знам, некој источок во весник што видов случајно за некоја девојка која сакала да постигне светски рекорд во нуркање, слободно нуркање, меѓутоа судара. Так. И во едната фотографија имаш загледана во океанот, во очекување на рекордот и све, во другата фотографија на носилки. И малце ме погоди, нели, сетата, и одма ми дојде како идеја да напишам, да ги напишам тие зборови. И кога дојде време да се сними филмот, ствари немав идеја дали ќе има диалог, како што нели ти кажам, нема сценарио, немаше сценарио, се работеше така. И немав идеја што да вметнам и ми дојде некако идејата, мислам, за самоубиството, обидот за самоубиство и спасувањето на ангелот, да. Неа од ангелот чувар е секако извлечена од небото над Берлин, меѓутоа самиот текст како подложка некако како да ми кореспондираше со сликите. Се имаат погодено коцките во ламентовата конфигурација. Иако меѓу нив има некои 10 години, значи размак. Сум дочекал да направам визуелна представа на она што сум го напишал тогаш. Тлеела идејата во тебе, само го барала моментот кога медиумот ќе излезе. И одма ми дојде тоа како идеја и на крај кога го монтиравме филмот со Маријан, реков да јас ќе го кажам тој текст да видиме што ќе биде. Не биде никому ништо, ќе извадиме, ќе ставиме музика, не е битно. И испадна окей и мислам дека придонесе на филмот да има малце тежина. Дефинитивно. Кажи ми само уште едно остварување да поминеме, Terrified. Едно од твоите последни дела кои што ги имаме погледнато екранизирани во било каква форма. Тука допираш до еден модерен медиум во хорор жанрот, односно модерен тренд, кој што кај нас дури и го немаме за големо чудо, затоа што е најевтин да се продуцира и не бара некаква си огромна подкованост од актерите кои што се бара. Пред се конкретно се бара за луѓе кои што не се непознати актери, за да може веродостојноста да ја утврда, за found footage cinema станува збор. И имаш еден твој коментар на начинот на кој што непредвидливоста на насилството допира во реалноста, односно допира во животите на овие ликови. Кажи ми зошто се одлучи баш да си поиграш со ова, веќе можеби една од најосновните и најстарите можеби теми, допирот на непредвидливото.
и повторно нарушување на баналноста на секојдневието, кој што и претходно го имаш работа. Па, бидејќи овој е филм првенец на Маријан, Така. всушност као режисер, јас сум тука актер. Мгм. Би можел да ти кажам од она што јас мислам дека Да, секако. Маријан сака да го постигне. Иако може да биде различно од неговата идеја, значи прво за жанрот, мене found footage не ми е омилен Така. жанр. Малце некако, како да речам, деликвентски го смета. Мгм. Така. Зборам за овие високопродукцијски Така. филмови, откако успеа Blair Witch Project направи оној филм што го направи. Најнаш сите го прават сега и Така. имал немал идеја, дај да земам камера, некој ме брка, некој Баш ме поради тоа. сече, а се тресе камерата и така натаму. Пак ќе кажам, пред се мораш да имаш идеја, па дури по тоа иде све другото. Маријан конкретно ме замоли, нели, на контрауслуга за да учествувам во негов филм. Секако Така. со задоволство прифатив. И мислам дека тука идејата на Маријан е она што претходно разговаравме ние како идеи, да направиш филм каде што има концепт кој не мора да биде нужно хорор. Може да биде некој друг жанр. Така. И онда наеднаш имаш ситуација која ги извртува работите 360 степени и го доведува страшното во филмот и мислам дека тоа беше неговата идеја да се постигне, значи ликот на убиецот кој се појавува во животите на брачниот пар кој се случува на камерата и го убива овој ТВ водителот. Всушност тоа значи зло кое не демне на секој чекор и во секој миг може да ги растори нашите животи. Така. А самиот жанр како фан футич е како нус појава на сета таа ситуација. Затоа што нели овој снимателот некој го снима, Така. кој всушност снима и убиство. Така. И после тоа бега борејќи се за свој живот и сето тоа го снима исто така не сакајќи, може камерата му останала закачена на него. И од тоа искача фан футич. Може би еден коментар на тоа како некои работи многу посериозни и тривијално влегуваат во некој субжанр и стануваат, не знам, предмет на обожавање. Одлично. И така суптилно чека додека некој не ја пронајде таа камера, дозволувајќи нечија прошетка да биде едно од тие кои што би сакале да заокружат, да заобиколат на таа локација. Може само на кратко да ги споменеме The End is Near, врло едноставна прича и воопшто самата соработка во проектот A Very Simple Story, која што ја напоменавме како соработка со Миха Мазини. Very Simple Story е видеопроект што го работевме заедно со мојата сопруга Нета. Она беше учесник пред камера, јас позади камера и е проект кој го работевме по текст на словеничкиот сценарист и автор Миха Мацини. Неговата идеја е да се прераскаже една трагична приказна, вистинска приказна што се случила на еден афрички мигрант во Британија, Чина, каде што он бил во ситуација да мора да донесе да се жртвува себе си, всушност, буквално, значи да се жртвува себе си за да го спаси својот син, односно да го спаси синот од депортација, да може да стане британски државјанин. И приказната е малце драматизирана и идејата е секој кој учествува во проектот да ја раскаже приказната на свој начин, не излегувајќи од рамките на самата приказна на текстот и да го каже тоа на свој јазик. И секој од тие снимки може да се рачуна како одвоено видео, самостојно, автономно, меѓутоа сите сочинуваат една целина која е една вечна постановка ја има на интернет, значи verysimplestory.com. Секој може да појде на сајтот и да... И пожелно е нели на домашниот јазик во кој што се говори од... Така, има приказни, значи од повеќе земји, има англиска, германска, македонска, словенечка, малезиска, не знам уште кои земји, може би некои нови има додадено и така. Со тој филм бевме ние како македонска екипа, бевме на фестивалот One Take Film Festival 2012 во Загреб во конкуренција. Тоа е фестивал за филмови што се снимени во еден кадар. Така. Пошто самата приказна и е снимена во еден кадар.
Одлично. Може тука да направиме една кратка пауза и во продолжение на емисијата слушаме теми кои се наоѓаат на последното остварување кое што ни го дадоа, се надеваме дека ќе биде последното и дека ќе замине овој бенд конечно во заслужената пензија, барем со нивните култни остварувања за себе тоа го имаат заслужено. Станува збор за Black Sabbath и ќе слушаме неколку композиции кои се наоѓаат на нивниот крај, односно нивниот диент. Вие слушате Радио Канал 103, хорор емисијата Дансе Макабре, 259-то издание. Со мене во студиото е Кирил Максимовски. Во претходниот дел на емисијата ви говоревме за неговите снимени, односно за неговите реализирани филмски остварувања. Во овој дел на емисијата можеме да ви начнеме барем нешто за тоа што е негов пишан труд, кој што се уште си ја чека својата екранизација. Конкретно имаш за себе оставено и достапни се воопшто голем број на сценарија, од кои што мислам дека The Limb е едно кое најмногу допира до жанрот на оваа емисија. И пред се може една кратка елаборација да им дадеме на слушателите и воопшто да го доближиме до тенденцијата која што е имало во сценарио. И дали конкретно сметаш дека некој режисер би бил најпогоден да го сработи ако не станува збор за тебе? Пред се уште кога го пишував Блин 2001 е пишано сценаријата. Од тогаш преработено неколку пати, први на македонски јазик, така, па втората верзија е напишана на англиски, па после уште неколку драфтови се направени на англиски до финалната верзија која моментално се наоѓа на simplyscripts.com е достапна на интернет. Не сум воопшто имал намера и како да кажам интенца и слика да ја тоа го режирам. Пред се тоа станува збор за долгометражно сценарио, така? Тоа некои 80 страни. Форматирано според протоколот на претежно американците, западњаците, бидејќи европските сценарии многу не држат до тоа. Да. Они точно рачунаат една страна минута. Да. Значи пред се ми беше идејата и желбата и намерата и секако во тој домен е успешно, пошто сценариото е реализирано и напишано и ми се допаѓа. Последен пат го прочитав пред лани, уствари, кога го праќав на бев учесник на Никал Academy Award конкурсот за сценарија, кој го организира Академијата за филм американска. И е едно од најпрестижните, не едно, него најпрестижното на свет надпреварување за сценаристи, Оскар за сценаристи, може да се рече комотно, каде што учествував ја и уште еден од Македонија, да видам, баш би сакал да знам кој е тој. Пошто ме изненади. Мислам дека сум само ја од Македонија. Иако учествуваат околу 8000 луѓе од цел свет, на крај 5 финалисти само имаат можност да одат на доделување во Семил Голдин центарот во Козле. Како и да е. Значи, немав она што беше твоето прашање, општо е идеја да го реализирам како режисер. А кој би бил? Па, што знам. Може било кој почнувајќи од некои наши автори, односно режисери, па до, не знам, некои американски или европски. Значи, главната маркација на сценариото е тоа што уствари е нема националност, така. Има универзална порака. Универзална приказна е де факто туку и сите ситуации се универзални. Значи може да се случува и во Торонто, во Скопје, во Истанбул. Лесно адаптабилно е, така? Да, достапно е буквално до секого. Тоа е делумно и намерно направено, чисто заради полесно пичингување, односно нудење на сценариото на странски, евентуално заинтересирани продуценти. Одлично. Освен него, надвор од емисијата ми спомена дека имаш и свежо подготвено сценарио, кое што се надеваме дека ќе допре до пошироките маси, заради тоа што е дел од еден жанр кој што е доста актуелен, барем
барем една премиса која што многу лесно може да допре до модерните тенденции, односно home invasion ситуациите се на голема врата отворени и домовите воопшто се отворени. Да. Увек поминува. Секогаш може тоа да помине дека може насилството да бира по адреса. Така што имаше едно сценарио кое што е свежо искрчкано, кое може да се протне во овие рамки. Па се надевам. Што станува збор? Значи основна идеја негде 2008. Буквално шетајки по патот Љубаниште до Свети Наум. Така. На одмор. Обично тогаш сум порелаксиран и ми текнува такви чудни идеи. Countryside-от многу е инспиративен. Ме подсеќаше на Тексас од Texas Chainsaw Massacre. И имаше една колипка каде стварно можеше Leatherface да искочи со моторна пила сред Белден онака на августовско сонце. Се зезам. И идејата беше како инцидент што би се случило кога би отишол кај некого кој ти кажува цело време дека е Јовче, уствари не е Јовче, него е некој манијак кој се преправа како Јовче. Дури има и една урбана легенда, нели, за во Лудница се случува кога нели повикани се екипи во Лудница, избил бунт и доаѓаат и ги гледаат докторите избезумени, а пациентите ги нема. Кај се пациентите? Оствари цело време пациентите било доктори. Докторите, да. Тоа што им направиле. Значи во контекст на тоа. И сега сценариото првин го напишав исто така на македонски. Работната верзија беше негде околу 30 на страници, ни ваму ни таму. Так. И го оставив, онака тоа го викам ја хаварисано сценарија, значи не е. Добро. Добро е, ама не можеш ништо да направиш со него, така седи, заглавено е. Му треба санација и време и разработка, така. Сите тие работи и конечно минатата година седнав најдов слободно време да направам еден убав синопсис, да ги разгледам како се вика сцените една по една. Так. Повторно имајќи на ум да направам нешто што ќе биде доволно долго за да помине надвор. Така. Визави она што го спомнавме преска дека американците значи едноставно тоа е една минута. Си имаат стандард, да. Не ме интересира, ти може да имаш најдобра приказна на свет, ама јас сакам да видам од 95 до 120 страни. Така. Без тоа не те читам едноставно чао. Јасно. И успеав да извлечам последна верзија некои 82 страни и сметам дека успешно ја разработив. Одлично. И тоа што спомна во врска со идеја, со темата на приказната, да, значи не е класичен home invasion, туку еден вид home misunderstanding. Так. Со трагични последици, меѓутоа имплицира многу други работи, односот на родителите кон децата, односот меѓусебен, она што често се случува во хорор филмовите, носење на погрешни одлуки под притисок, заради кои после ќе зажали ликот и така натаму. Така да па дури некој можеби филозофски аспект, не толку како Limp. Limp е многу филозофска приказна во однос на ова. Ова е многу по-комерцијално склепано, меѓутоа ете така има од се малку и тензија и не би го нарекол чист хорор, нешто трилер. Добро, нема пуританство, денес се забрането барем од најдобрите познаачи дека жанровско пуританство тоа не постои денес, така што хоророт и трилерот некако ептен треба и најдобрите продукти воопшто се мултижанровски подкрепени, така што хибридизацијата е топло примена. Широка публика на крај. Дефинитивно. Посебно американците тоа знаат да го спроведат во маркетингот, ако ништо друго. Само збор 2 уште за едно твое друго дело кое што може би кое е се уште достапно, кое што е во сосема поразличен формат од колку што зборуваме за кое се надеваме дека некој ден ќе си добие своја екранизирана верзија, Господарот на лисијата, односно една новела, една крими новела претпоставувам, ако може жанровски да ја детерминираме, тоест родово да ја детерминираме. Има две верзии. Првата верзија оригиналната е сценарио за стрип. Така? А втората верзија е драмски текст, преработена, значи во конкурс на кој учествував, ќе преработив драмски текст. Господарот на лисијата е една идеја која тлее уште од школски премиња и е уствари една чудна спојка, луда би рекол спојка,
на познатата приказна за Джек Меосек, меѓутоа ситуирана во Скопје во 20-тите години, на почетокот на 20 век. Дефинитивно сценарио на кој најголем време поминав на ресерч, 4 години, детално истражувајќи го животот и бидејќи сакав сценариото да биде доста автентично. Така. И е мешавина на автентични настани кои се случувале тогаш во Скопје и измислени фикциони ликови кои што така. Фиктивни ликови, иако никаде не се спомнува во драмската верзија, малце преработив посериозно, не спомнувајќи го ликот и името на Джек Меосек. Така. Туку алудирајќи дека овој убиец што се јавува во приказната е копикет или во најмала рака е чисто случајно го имитира големиот Джек Меосек. Иако у разни фази на развој на сценариото дури се обидови да поврзам приказната со Джек Меосек директно во као човекот уште жив, уште убива и така натаму, али некако не ми изгледаше тоа вкусно и бараше дополнителни ресурси во смисла на истражување, пишување и така за колку можно. Меѓутоа се држеше до историската метафикција која што ја постигна на овој реон. Сценариото е сега објавено, е тип на затворено сценарио closed screenplay, кое е за читање, не е за продуцирање. Па искрено толку сум некако врзан за тоа сценарио како приказна, а имам добар фидбек од луѓе што го читале, меѓу кои некои од најпознатите стрип автори во Македонија, им се допаднало. Меѓутоа секако пречка е главниот буџет. Што некако не сакам не знам дали би сакал да оди на стрип или на филм или било каде туку. И е единствено кое се уште го нема во англиска верзија, значи само македонски е. Така си има оваа целовитост во која што во овој формат во кој што е задржан, меѓутоа се надеваме дека во иднина може да се прочита. Официјалната верзија, значи стрип сценарио форматот е на интернет објавен, додека драмскиот текст кој не е нешто многу различен, малце форматиран од тој аспект, го немам уште објавено. Така. Одлично. Кажи ми да се фокусираме во овој сегмент на емисијата повеќе на самиот хорор жанр, надвор од тоа што е твојот придонес во поглед на создавањето, туку повеќе во рецепцијата. Кажи ми едно генерализирачко прашање премногу. Што сметаш дека хорор жанрот го има што го немаат другите филмски жанрови, односно каде оди тој каде што другите жанрови сметаш дека не се осмелуваат да допрат? Може би со текот на времето веќе почнува да го губи тоа. Меѓутоа, она што хоророт од самите почетоци секако мора да се спомне дека хоророт е еден од основните столбови жанрови на целата филмска индустрија. Да, дефинитивно. Самите почетоци на филмот се врзани со хорор. Не би се претерало да се каже дека некои од првите филмови воопшто што се појавиле уште од 19 век се хорор филмови. Така нели погубувањето воопшто на И тука нели да не навлегуваме во филозофија многу вечната потреба од луѓето да бидат сите се плашиме од тие страшни сцени, ама некако ни се потребни, нели, адреналинот го качува. Хоророт дава едж, дава, како да го кажам тоа, како ни еден друг жанр, може да истражува најтемни, најдлабоки пориви и да дава најсмели коментари на човековата состојба, на коментари на неправилностите во општеството. Многу малку луѓе, може би филозофски многу ќе звучи, меѓутоа многу малку луѓе го гледаат хоророт со таков позитивен аспект. Така. Како еден вид на превентивна мерка и еден вид на жанр и општо една насока во уметноста која токму прикажувајќи ни го најлошото, најзлобното, најстрашното, најгадното во човековата природа, може да не ги отвори очите, да не предупреди на тие недостатоци, на тие мани и опасности што нешто до што не треба да дојде. Без обзир кој е тематиката, дали станува збор за вампири, дали станува збор за духови, дали станува збор за нешто трето, сето зло сепак доаѓа од самиот човек. Човекот е оној генератор на сите тие појави. Некаде дури отворено се имплицира во некои приказни, а некаде гледачот мислам дека не е многу мозгање да самиот свати дека уствари за сето тоа стои човековата
човековата злоба, завист, сите други негативности. Така и сите негативни последици кои што си ги носи со себе и со своите свирепи одлуки пред се, да нанесува насилство воопшто и да нанесува штета на другите луѓе. Кажи ми, кој поджанр вака најмногу ти лежи, заради тоа што веќе земаш коментари од серијски убици во твоите филмови и тој true crime елемент е присутен и во тоа што го пишуваш очигледно и во тоа што го снимаш. Можеш да кажеш дека еден дел од твоите повлијателни, поомилени филмови се врзуваат за овој поджанр? Па неминовно. Така. Прво и основно, у сите тие бабароги многу малку верувам на Носкулич. Значи, иако сум хорор фан, духови, вампири, врколаци, Франкенштајн и така натаму. Единствено на што е вистинско е човекот Така. и неговата вон серијски зачудувачка можност да нанесе зло на друг човек. Значи, тоа е иде до тие размери да сите други бабароги би се засрамиле едноставно. Да. Некако дечко ти многу си ненормален. Ние плашиме луѓе, ама не сме до толку. Така, значи. Кога би ги ставиле нели Дракула, Франкенштајн, Така, кога ќе се поредат сите. У соба во Sing Sing или во Pelican Bay со некој серијски убиец, онака сите Нема да сакаат да се во соба со него. Претеруваш, мислам, окей, јас си сам крв, ама ти претеруваш, мислам. Јас имам осета, ама. За жал така е. Пак морам да кажам тука реалноста е многу пострашна од фикцијата и секако дека едни од можам слободно да кажам гадните, најопасните, најдегенеричните хорор филмови се токму на тематика серијски убици и врзани со тој тип на криминал. Или инспирирани пред се од некои приказни кои што потекнуваат. Воопшто голем број на ликови, од слешерите конкретно се базираат врз делата на Ед Гин кои што ги има правено во реалноста, нели? Тука ги имаме и самиот Ледерфейс воопшто потекнува како една директна инспирација на него. Апсолутно. Така што хорор жанрот црпи од сите тие злосторства кои што ги става човекот како свој отпечаток, меѓутоа и возвраќа за да не се повторат, како што веќе напоменавме тоа на почетокот. Кажи ми една паралела, ако може да направиме, помеѓу тие две тенденции кои што често се споменуваат во критиката во контекст на самиот хорор жанр. Од една страна имаме сугестивноста на сугестивното на исчекувањето на старите хорор филмови и од друга страна го имаме директното шокирање и соголувањето на стравот на модерните хорор филмови. Кажи ми, како ја гледаш ти спрегата меѓу овие филмови? Каде сметаш дека настанала нешто, таа промена помеѓу да се алудира на нешто, значи да се алудира на сета таа атмосфера од филмовите од хорорите 80-тите и 80-тите, врз сите тие од друга страна, уште еднаш ќе потенцирам соголувачки, односно филмови каде што насилството, односно самиот торчер хорор пример филмови кои што сакаат да ја шокираат публиката повеќе отколку да ја заведат кон самите интенции на злото. Тука постои една повеќе технички отколку филозофски и дискутабилно. Една разлика, така да можам да кажам цака, кој некои режисери многу умно знаат да е хорор режисери, знаат да примерат своите дела, додека другите мислам совесно одат на она најексплицитно, а тоа е прикривеното, нели, она што се случува кога камерата не гледа или што се случува оф скрин. Така. На маргините на прикажаното. И секогаш според кажувањата и оценките на публиката и критиката победува тоа. Значи кога се остава на имагинацијата. Од една страна е добро ради тоа, од друга страна е добро што се поштедува луѓе од непотребни експлицитни сцени. Јас сум и покрај тоа што хорор фан и секако, без крв нема хорор и без плачење и без пискање и без вискање, сум противник на непотребно користење на експлицитни сцени, така, и на секс и на насилство, пошто двете се неминовно поврзани, така, и во хорор филмот, во прикажувањето, во самите филмови. Тука би извел конкретен пример, и тоа од наше поднебје да биде уште поинтересно, е српски филм. Okay. Српски филм, кој е и покрај тоа што режисерот читав негови интервјуа, коментари и така натаму,
Кажува дека морало да биде така, морало да биде филмот до толку експлицитен и до толку гаден, со тоа што сакало да се даде коментар на состојбата во неговата земја со сите тие политички ситуации во 90-тите, војни и така натаму. Ја конкретно и лично не го оправдувам тој коментар, можело тој на друг начин да се покаже. И го земам тој филм, не сум го гледал, кај ве коментирам за него без да го имам гледано, меѓутоа немам ни намера да го гледам, токму заради тоа што сметам дека е премногу непотребно експлицитен. Значи Сценаристот на српски филм Александар Радивоевиќ е израснат на таа бизарна и брутална естетика која што го има тие видео нестис на 80-тите и неговиот социокоментар воопшто употребата на тие насилни сцени како социокоментар има самиот одлучено дека сите граници треба да бидат преминати заради тоа што во неговата визија и перцепција што има за таа Србија во која што денес живеат е таа Србија која што си ги ебе своите деца, односно таа Србија која што ги злоупотребува на најсуров и бескрупулозен начин. И баш поради тоа сака да оди до таа екстрема до која што многу други и со право кажуваат дека е дегутантно. Меѓутоа негова зацртаност е дека мора да се преминат границите за во ред од тука натаму претерана е работата. Така, па гледај, онда се наведува на прашањето што е доста. Так, тој филм веќе го поставува тоа дискутабилно прашање. Тоа прашање. Да, од една страна он како автор секако има право да биде креативен, да се задржи таа можност и секако храбар потек. Дефинитивно. Тука нема збор. Она што ја не се согласувам, тоа е моје мислење. Така. Исто така. Меѓутоа се поставува прашањето кога е доста. Так? Едноставно преска нели кога кажувавме зошто хоророт е подобар од другите, токму ова го напомнам, дека може да поминува граници. Значи, кој во ниеден друг жанр не се ни навлегува, самиот жанр не ти ги бара да навлезеш у тие мрачни простори. Меѓутоа се наметнува прашањето кога е доста. Така, кои граници не треба да се преминат. Што ќе следи после тоа, мислам, веќе се влегува во тој домен, така да сепак ја мислам дека некои граници можат и треба да постојат, али индивидуално е го оставам тоа. Така, затоа што тука доаѓаме и до другата проблематика која што ја носи политичката коректност, која што денес на пример не би дозволила огромен број на култни и класични хорор филмови да бидат снимени на тој начин на кој што се реализирани и на штета на самите филмови. Зборувам дури за класици од типот на, не знам, за Texas Chainsaw Massacre веќе го земеме како најсуров пример. Дека голем број од тие филмови не би можеле да бидат составени на таков начин на кој што се снимени денес, или Лери Коен филмовите. Самите нивни ремейкови покажа дека така. Так. Нема што сите, значи тие филмови што ги спомна мање више имаат своји ремейкови во изминативе 10 години. Ако немаат, ќе имаат во догледно време. Да, и секаде управо тоа е покажано, дека секој ремейк е блага верзија на оној хардкорот што беше и со самото тоа може би доби нешто, меѓутоа и изгуби дел од магијата што ги имаше тој филм тогаш. Така, единствениот кој што може би сум еден од малкуте кои што го бранат се уште ремейкот на овој филм, меѓутоа него ни напаѓам оригиналниот затоа што Вилијам Лустик има направено феноменално издание. Значи станува збор за Maniac ремейкот, не знам дали го имаш гледано тоа. Апсолутно имам гледано ремейкот, не го немам гледано оригинал. Така? Значи и се согласувам со тебе. Затоа што уникатен е потфатот за да се направи ремейк, прикажано е во сосема друга форма низ очите на убиецот кое што не можеше да се погледне во оригиналниот филм и е причина плюс за да се направи тој исчекор дека се нуди нова визија, свежа визија на еден филм, за кој што јас го оправдувам. И би додал филмот има чувство на индепендент. Така. Иако глуми Елајджа, да, кој важи за холивудски актер, без обзир многу е добро влезен во филмот. И е голем хорор фан и со срце го има работено филмот, Ете така.
И дава тој фил, дава тој шмек на тоа време на 80-тите, тука помага и музиката секако. Дефинитивно одлично. И да, согласувам со тебе. Тоа е еден од ретките успеси. Кој што се сосема различни од оригиналниот филм и тоа можеби треба да биде еден репер за тоа како треба да се прииде кога се прави еден ремейк. Значи, да не се обиде да се осквернави оригиналното сценарио, туку да се даде нешто свое. Да се даде подписот на својата генерација, на своето време, затоа и локацијата е конкретно Лос Анџелес во тој филм, кога никој не доаѓа, кога е штур градот. Значи, тоа е коментар буквално на тоа денес во кое што се живее, како би екзистирале слични ликови во денешно доба. Што мислам дека е еден од подобрите потфати, барем во слешер под жанрот, така земеме. Меѓутоа, кажи ми, според тебе, што треба да има еден хорор филм за да биде добар? Значи, комбинаторика пред сценариото предпоставувам дека ти е број еден да биде сосредоточено, концизно, да се знаат ликовите јасно дефинирани. Меѓутоа, каде е комбинацијата помеѓу атмосферата и ефектите? Како се постигнува таа динамика според тебе? Балансирањето на нештата. Како два главни аспекти на успешно сценарио, а и успешен филм, така. Што не може да имаш успешен филм без успешно Без сценарио. многу јасно. Сценариото е костурот. Би дал тензија, Така. значи ниво на тензија, Така. која ќе имплицира страв. Пред бруталност, пред крв, пред било Така. што. Ако е потребно да има крв, нека има, меѓутоа тензија. И второ, еден, тоа американците што ги арк, лак на ликот, каде што од everyday person станува некаков цвер. Овој ликот на кажи го Дастин Хофман во Стродокс, да. Така беше. Иако филмот не е хорор, некои го нарекуваат. Во рамките на Rape Revenge, под жанрот, да. Типичен пример на арк. Така. Сакав да го споменам овде во листата, еден од поновите филмови кои за мене е доста ефективен хорор, пак е хибрид, не е чисто хорор. Wolf Creek од 2005. Добро, одлично. Од Грег Маклейн, австралиски филм, исто базиран во серијски убиец вистински Иван Милат. Еден од иницијаторите на торчер, порн или торчер хорор под жанрот, пред сите буквално се појави овој филм. Некои го споредуваат со Texas Chainsaw Massacre, не знам зошто. Нека рурален предел, најверојатно таа е поврзаноста и ради убиец. Од Мик Джерет, што го глуми, серијскиот убиец. Значи, од еден полајт чичко, кој сака да ти помогне, ти знаеш дека тој е убиец. Така, уште прв кадар. Не ти е лупнато у глава, ало искача со нож и ту. Значи, он доаѓа да ти помогне. Така. Што и повеќето луѓе што доаѓа да ти помогнат, божи има задни намери. Така. Прави еден лак, кон крајот на филмот или кон средината на филмот, кога се открива кој што е, тотален манијак. Да. Кој што оперирал низ рурална Австралија, да. Најстрашно кај него, во неговата манијачност, е неговата уствари нормалност. Што он не станува чудовиште. Нема маска, нема лузни, нема трета рака, не знам што. Он е сосема обичен човек како мене и тебе. Меѓутоа од самиот почеток кој ќе видиш со неговиот не писка глад. Да. И неговата шеговиност. Чудна шеговиност. И погледот што го има во очите, знаеш дека типов не е здрав. Тоа е за мене Ноќна мора, рецимо, сакува ви кажам. И ретко успешен филм од оригинален, не мислам што е самија правен по некој ремейк. Од поновата генерација, така да речем. Да, дефинитивно иницијатор за убава свежина во самиот хорор жанр, како што викаш за човекот кој што во себе го носи семето на злото, ама е прикажан на почеток на филмот како тој нормален лудак кој што ќе го сретнеш секаде, било каде. Дури е универзален поем за чичкото од соседството. Имаш доверба во него, ти помага, меѓутоа по која цена? Тоа е прашањето. Ајде, освен Wolf Creek, можеш да ми напоменеш кои ти се повпечатливите хорор филмови кои до ден денес можеш да ги издвоиш како највлијателни за тебе? Да, имам собрано тука неколку филмчиња. Меѓутоа, како што ти спомнав и кога зборувавме, значи сакав листата да биде сепак малце и објективна, во интерес на
и почит кон слушателите. Можеш да издвоиш како почнавме со The Evil. Значи тука веќе ги срушивме сите бариери. Меѓутоа сепак, Так. затоа што знам ја, мојата листа е преголема на добри филмови хорор и кои мене ми се допаѓаат и ми оставија впечаток. А и што знам, самиот се чувствувам како да е доста извикана, пошто секаде ги кажам тие филмови. Ако? Ништо лошо во тоа затоа што твој аспект нудиш. Сепак мислам дека направив добар избор, така да Ајде, ќе почнам ајде. со Екзорцист од Одлично. Вилијам Фридкин од 73-та. Одлично. Значи филм без и хорор, и сериозен филм, и авторски филм. Одработен и на сите успешен нивоа. филм, номиниран Така. дури за Оскар, мислам, Да. во некои категории, еден од ретките хорори. И страшен. Стравот мислам дека е со големо С Страшен тука. со точка, онака. Така. И без додатни коментари у стилот шо па како ова, мислам кој не го гледал, нека едноставно го гледа. И го имаше тој иницијалниот страв и ти кога го погледна прв пат дека Апсолутно, сега. оваа куќа дека И го носи вториот, тоа и зло. третиот пат, Мгм. четвртиот пат. Има специфична игра каде што игра на сенки Мгм. и имиџи, дали си го видел, дали не си го видел на работа. Да, субтилноста Тоа на ужасно сликата. пали кај мене. Ужасно, Да? значи, да. Злото е притаено во овој филм дефинитивно. Така, нешто има, а дури се дали е тоа направено комерцијално или не, самата продукција на филмот ја следеле низа несреќи. Да, тие се пропратните елементи кои што само митот го зголемува. Филмот е проколнат, али е Да, успешно. Дефинитивно страшен филм и секој што се себе се смета за фан. А, Тоа везна лектира. Јас барем сметам дека тој е ненадминлив хорор филм за екзорцизам. Мислам дека до ден денес немам гледано подобар филм за екзорцизам, подобар начин на кој што е прикажано, а верувам су гледам милиард. Не. Прават само спуфови, тоа најверојатно од завист. Така, затоа што никој не може да го направи тој Изчекор плюс. Тоа е тоа. Тука негде би го кажал и Prince of Darkness, од Одлично. 87-ма, од Џон Карпентер, и тука имам негово трио. Секако од сите три филма тука што ги имам, Prince of Darkness ми остави најголем впечаток. Ова е реткост, еден мој гостин да го потенцира конкретно овој филм, заради тоа што најчесто или е Хелоуин, или е The Thing сигурно, не 300% сум сигурен дека The Thing е број 1. Два, меѓутоа, Ете, меѓутоа Prince of Darkness. Алис Купер и чудната зелена течност која што така лавкрафтовски се крие во црквата. Најстрашниот аспект е сонот. Така. Сонот со тие звуци, чудни радиозвуци што доаѓаат, допираат. Во еден момент се прашуваш дали ти самиот тоа нешто го сонуваш, се причинува или дел од филмот. Самата приказна и секако шминката тука игра доста улога, и тоа навистинска шминка како тогаш, Така. без CG. Без CG. И мистериозноста, последниот дел. Сега да, знаеме И отворениот крај воопшто. Да, знаеме дека станува за Луцифер, меѓутоа моментот кога жената паѓа во темнината и стаклото, така. и незината судбина е многу погора и полоша и од смрт. Едноставно Так. една темнина. Постојано измачување. Кој знае каде е, што е. Не знам. Може да се збори цела вечер што си вика за тој филм. Сметаш дека тој филм допира повеќе до тој истонски страв за кој што говоревме? Мислам дека Карпентер тука најдобро го има потенцирано тоа во неговите филмови. Ја нескромно би кажал дека може би и најдобар филм е тој. Одлично. Најдобар филм според мене. Од аспект што за разлика од другите филмови Хеловин и таму се некако повеќе до слешери, меѓутоа тука има нешто религиско, има нешто филозофско во тој филм и може да се толкува на многу нивоа. Така. Повеќе од The Thing и од Halloween. Одлично. Ова е еден од неговите подзапоставени барем во денешни рамки филмови кои што се најдам дека нема бидат ремейкувани, заради тоа што од што ќе црпиш од кога веќе е направен еден толку моќен филм за своето време. Спасене со својата Заборавеност, да. Со прашината која што го има на тежната. Не знам, мене ми е многу лавкрафтовски филм. Мислам, сите филмови на Карпентер ме асоцира на него, меѓутоа Prince of Darkness ми е така, сите елементи мислам дека се во функција и загадочноста која што има и мистеријата со течноста која блешти во подземјето на самата црква. Почетокот на времето, нели?
сето. допира до тоа исконско зло кое што И некако го носи. успева сето тоа да има смисла што е пронајдено во некоја црква забачена во Лос Анџелес. Таму никој не би барал, дефинитивно. Убаво место за притаеност пред се. Супер, одлична препорака еве за сите кои што овој подценет филм го немаат погледнато, што е можно побрзо да го направат. Така, да. Што имаме следно? Halloween агенда? е the thing. Нема нешто многу да се збори. Halloween е еден од Урнеците, мајките на така. слешерот, бабите на слешерот, може да се рече. Иако не е, да речам, прв од тој вид. Средниот филм што ќе го после Карпентер спомнам, уствари еден вид Halloween е негов ремейк, односно е инспирација Окей, за добро. Halloween. Го имам гледано и ремейкот на зомби. Окей, окей, со тоа што ми се допадна што малце повеќе лице на Майкл Мајерс му се дава малце лик. Да, и му се отстапува повеќе Иако време, овде нели? е поефективно затоа што е чиста бабарогална. Не знаеш кој е, што е, дали е човек, не е човек и така натаму. The Thing, освен што е хорор, освен што е добар, освен што е се, многу интересен филм за гледање. Дефинитивно. Да не сгрешиме, значи зборуваме за верзијата на Джон Карпентер од Сулестора. Да. Пошто има и Првичната The Thing from an Author, како без спеш, пречка, да. така, што е ремейк. Така. Карпентер направи. И е направен ремейк, односно приквел на неговиот, кој исто така го гледано просечен. Да, Меѓутоа, со непотребен CGI во прикажување на The Thing чудовиштето. е неверојатно, значи го имам гледано може 15-20 пати. И уште 15-20 пати би го гледал без никаков проблем, Речено така. да го начекам на телевизија ќе го гледам. И до крај ќе го оставиш, да. Апсолутно. Можам да ти препорачам еден понов филм кој што е буквално е омаш на The Thing. Не баш сцена за сцена, меѓутоа премисата е многу блиска. Black Mountain Side, мислам дека се викаше, да не грешам душа. Истата премиса на мажи затворени во Антарктикот, каде што имаме некаква си сила, вирална сила која што еден по еден ги запоседнува. Снимана е со се цела изолација е задржана и еден по еден гледаш како допираат до нивното лудило. Така што многу е црпено од самиот The Thing, значи толку е релевантен и култен што филмови буквално се обидуваат секој дел да го расцепкаат од него и да направат некаква си копија. А меѓутоа оригиналот е сепак ненадмин. Така, и тука би го спомнал Black Christmas. Одлично. Од Боб Кларк, кој слична тематика е со Halloween, значи имаме убиец кој бега од лудница, рецимо, не е битно. Така. И се задржува во онај сорајата и сестринство, како Така, сестринство, да. Каде што ги убива тие девојчињата невини за време на Божич, кои се заглавени таму една по една. Две работи кои се доста ми оставија впечаток во тој филм. Ремейкот него не гледав, само да спомнам. Пожелно, да не го гледаш. Окей. Првата е тоа што нема лице, убиецот е секогаш point of view. Така. Го гледаме, има некое дишење, нешто. Сугестивно пред се. Може би тоа го пренесо финалон со тоа. Со нешто. интерните звуци. Ете така. И првото убиство, првата девојка што убива, ја остава горе задавена со кеса на глава во таванот. Така. И цел филм ја бараат нера, предносиме и не ја наоѓа. Мистерија каде? Так. Ние знаеме публиката. Дури последната сцена од филмот чинам незиното лице се гледа. Се гледа, така. Гледа, и многу морбидно иначе. И мислам дека и тоа влијаеше на приказната Family Day. Таму имаме Сандра, која е убиена, цело време ја бараат, а таа е подрумот уствари. Цело време ја бараат родителите и сите, а она е како се вика, така да може да има влијание, се ако ќе размислам на таа, ова може да има влијание од тој. Ете потајно Боб Кларк си го има оставено својот печаток. И пред се телефонските повици. Тие се еден од побизарните елементи на филмот. Побизарните и слични со When Strangers Calls, таа тематика, нели, и увек влева страв, поготоа ние стари телефони кои ќе задзвони. Да, од кожа да те исат и да. Дури да те бара некој познат, ќе се уплашиш на сред белдана, камо не ноќе и уште некој да ти дише на телефон. Тоа се оние simple scares, али многу ефективни. И тоа многу како? поефективни од крвишта, од лупања, трескања И воопшто самиот глас на убиецот, да, дефинитивно. Имитацијата, да, сега ме потсети гласот
Значи он е стварно луд. Ти Да. имаш работа со човечко нормално суштество, но тотално лудо кој не знаеш какво чудо може да направи. И тоа Так. уствари она што те плаши. Не што го кажавме. Супер. И другите само би ги спомнал, може не заслужува да бидат спомнати. Не. Например, By all means, ајде. Hellraiser на Клайв Баркер. Одлично. Само првиот дел. Добро. Ке понатаму влегува Во машината на репродуцирање на веќе готовата премиса која што немаше само потреба. првиот дел, Alien Добро. од Ридли Скот, иако технички не е сосема хорор, science fiction е Тоа е убав хибрид. Убав хибрид. Најголема позитивна работа е што филмот е неверојатно технички добро направен за тоа време. Така, Значи денеска да го гледаш филмот, ќе мислиш дека 2003. Нема да ти се верува дека 79. во споредба со Aliens на Джеймс Тоа Камерон? е чиста акција според мене. Така. Не би го ни стврствувал у хорор, освен ако не се Така, да. плашиш веќе од тие чудовиштата, меѓутоа тоа е чиста. Зборам, филмот е супер, супер, одличен, меѓутоа е акција. Дефинитивно тука акцентот е ставен. Не би го ни навлегувал да го кажав. Меѓутоа во оригиналниот Alien ги имаш таа загадачност, ја имаш таа неизвестност додека знаеш дека злото е тука, знаеш дека е присутно. Меѓутоа максимално го има искористено минималното појавување на монструмот во Alien. Да. Мислам дека тоа е најсилниот аспект на Ридли Скот. Оние сцени кога лиги течат. Така. Попознате по лигите него по самиот лик. Изгледа тешко дека некој може да се патем сети. лиги се киселина или кој ќе те стопат и така натаму, така да Многу ефективно, направен, да. многу ефективно. Филмот заслужува емисија сам за себе, така да Кажи ми зошто Hellraiser само го издвојуваш? Hellraiser е за разлика од сите овие баш она бугимен класичен хорор. Првиот пат кога го гледав исто во рани, така млади години, да не речем, и тинејџер, ми остави добар впечаток, пред се затоа што не е до толку страшен колку што игра на тип на тие ефекти визуелни. Кај него за разлика од за разлика од повеќе филмови што имам гледано хорори, има добар хук на почеток, закачка. Имаш ситуација каде што у некоја си индокина таму, Така. чичко некој продава стари работи и му дава една мистериозна кутија на тој странецот. Така. Ќе ти ги исполни сите тајни и страсти што што ги ги имаш. И после него прави некој ритуал и ствари добива. Се отвара ламентова конфигурација и тоа ми е така ме привлече и потоа се издвојува Hellraiser за другите. Дефинитивно еден од последните добро направени злосторници на филмското платно е. Дефинитивно. Кој што е на најтешки за емитирање. Texas Chainsaw Massacre спомнавме неколку пати, би го спомнал. Добро. Ете, за жал, до прва ќе гледам. Меѓутоа ремейкот го имаш гледано, и ми се допадна, не беше лош. The Beginning мислам, не, Leatherface или како се нарекуваше подоцнежите. Приквел беше The Beginning. Добро. Веќе тоа се што викаш ти си до некои поединности кои не се можеби потребни. Кој е се Leatherface, искрено чудовиште типот, не. Точно, треба да остане до тоа. Нема што да се хуманизира, они да му се дава подобар као бугимен. Така. Она бугимен тип на лик. И имаше после една адаптација, мислам дека беше Leatherface 2013 или нешто така као тинејџерски мислам дека е нешто. Тој беше со карневалот кога се појавува Leatherface со моторната пила. Да, имаше такви премиси. Нешто за New Age, Teenage Generation, така. Сите актери и актерки се онака модели. Не знаат да глумат, ама убаво изгледаат на камера. И тоа е тоа. Па не им треба многу глумење, вриштење им треба. Тоа е најважното, очигледно. Shining би го спомнал. Добро. Повеќе аспекти, едниот аспект е духови секојаш интересни. Добро. Материјал. Обседнати куќи, поготово обседнати хотели. Точно. Мислам, хотелот е прича за себе. Кај го нашле, што го нашле. Единствено што не ми се допаѓа е предмет на многу дебати. Имаш фанови на Кюбрик, имаш фанови на Кинг. Кинг, да. Сплетката е околу Джек Николсон. Во книгата на Кюбрик, во книгата, извини, на Кинг, ликот, тоа е основата на хоророт што се дешава,
од нормален човек станува она што ти кажував. Јасно. Што е главен аспект што треба да се запази у добар хорор филм. Так. Од нормален човек, everyday person, станува лудак. Так. Убива и го брка семејството. Додека Джек Николсон уште од првиот Кадар веќе е луд. такове. И ти викаш што са, овој пол ќе биде од ова. Хирш Џони нема веќе ефект тука. Кога би ставил, значи го немаме Дастин Хофман, тоа Така. е типичен, пак ќе го спомнам филмот, типичен пример на добар кастинг. Да. Иако он самиот не чело, не знам, само за пари, самиот изјавил дека само за пари ја зел логата, пошто мрзи такви насилни филмови. Токму таков би требаше да се вика. Точно. Ти си човекот за Ти тоа. си човек, значи. И одма се остава добар впечаток, додека Джек Николсон сам по себе е плейбој, баш кај откачен. Така. Преголема харизма за да Маци го има тој. Го зезна филмот така. Добро, меѓутоа и од друга страна иконски е неговата изјава, да. Режијата на Кјубрик е безпрекорна и секако си го заслужува местото меѓу најдобрите хорори на сите. Дефинитивно. И последното што би сакал да спомнам, е уствари воопшто не е ни хорор филм, сосема друг жанр. Ајде. Иди и смотри руски филм, Камен си, од Елен Климов. Да. 75-та. Океј. Филмот е воена драма. Насилен филм. Доста насилен филм. И хорор аспектот доаѓа од самата војна. Така. У денешно време тешко некој поголем хорор од војна да најдеш. Така, реалноста знае да ги пишува најдобрите хорори. Директорот, поготово Втора светска војна, ужасите што се случувале таму. Дури директорот на Гран Жиньол, последниот 62 кога го затварале театарот, кога го прашале зошто, вика не можеме да се мериме со Аушвиц и со Берген-Белзен, едноставно. Тоа самото зборува, значи последните сцени на филмот вреди да се изгледа, пошто е стварно едно врвно дело на руската кинематографија воопшто. Многу е, некој кој ќе кажеш руски филм, оно мисли нешто тешко, напорно и така. Бар мене така ми осликуваат, меѓутоа овој филм сосема излегува од тој фрейм. Направен е за да се гледа за западен пазар, меѓутоа крајниот дел од филмот што го спомнаш, инвазијата на селото од страна на нацистите, е прича за себе и една од најморбидните, хорорните, не знам како да наречам, страшни сцени што сум ги гледал ја во мојот живот. Така. И е најблиско нешто што може да се прикаже како изгледа. Да се даде една слика како изгледа вистинска војна, што значи вистинска војна. Апсолутно ништо храбро, убаво, херојско и било што во војна нема. Значи, така, кога на злото рацете се одврзани и го зграбчува. Така, многу денешни режисери, познати и непознати, го фалат и го Одличен филм. Го прават референции на филмот, меѓу кои би спомнал дури Стивен Спилберг. Го влијал на Стивен Спилберг кога го работел Спасувањето на војникот Рајан. Да. И овој новиот филм на Лазло Немеш, Синот на Сол. Son of Soul, да. Исто е на хорор приказна за Холокаустот, која се уште ја немам гледано, ама ќе ја гледам дефинитивно. Ја чекаме со нетрпение, уште од минатата година искрено очекував дека некој од нашите филмски фестивали ќе го земе овој филм, меѓутоа не се случи тоа. Им пројде низ прстите. За жал, се надевам дека и Оскарот ќе го добие, дефинитивно заслужено. Сценариото го читам, меѓутоа филмот допрва ќе го гледам и пак не навратува на она дека основниот, најглавниот хорор доаѓа од нас самите, што може човек на друг човек да му направи. За жал. Али, пак ќе кажам, хоророт е една светла точка, затоа што се дрзнува да покаже со прст, да каже, еве, ова, вака, тоа. Так, огледалото дека тоа го правда како жанр и му дава кредибилитет. Кажи ми во контекст на хорор филмот во Македонија. Кои сметаш дека се најголемите пречки за да се сними еден долгометражен хорор филм? Дали сметаш дека е недостатокот на технички подготвена екипа во контекст на специјални ефекти, визуелни ефекти како треба да се работат? Или рецепцијата која што ја имаме во поглед на самиот жанр? Дали сметаш дека тука имаме предрасуди кои што се уште не се срушени? Ќе гледам да бидам најконкретен кон ова прашање. Значи не е првото, второто е. Така?
хоророт од сите жанрови многу помалку изискува. Може да изискува технички Добро, перформанси и буџет. добро. Мислам дека стравот на македонските автори е од рецепцијата, значи недоволната, иако кај нас филмовите претежно се прават за фестивали. Така. Сам да не се лажеме, ја не се сеќам некој комерцијален хит филм во Македонија, може да се лажам, ама чекај, баш стварно се обидувам да ми текне. Не ми текне. Океј, Предожо тај да речем. океј. Мада беше гледан најповеќе ради наградите и престижот од надвор. Во контекст на блокбастерскиот потфат беше на трето пол- полувреме. трето Тоа беше полувреме. блокбастерски. Ете така. Ако може да речеме македонски блокбастер. Ете така, да. Така. Може да кажеме, значи Рецепцијата сметаш дека би била рецепцијата најголем и, страф. во контекст на ова што го кажав, стравот на македонските автори каде ќе се пласира на фестивали тој како хорор, затоа што знаеме дека генерално хоророт се смета за несериозен жанр и автоматски сега вратите на Кан, Венеција, не знам, Ротердам, Сараево, Берлин ќе бидат малце подзатворени ако одиш во официјална конкуренција со чист хорор филм. Не мора да значи, меѓутоа Така. Меѓутоа Maniac играше на Кански. Хоророт има многу нијанси. Точно, ако имаш добар хорор филм како Maniac, ќе играш на Кански без никаков проблем. Без никаков проблем, така. И, значи, хоророт не мора у Македонија да се врзува чисто со фолклорот. Така. Што Бабини гачки, многу се вампири, потенцира и на да, тоа да, ниво, да, реално, да. непотребно. Апсолутно те можеш да направиш. И у Македонија имало серијски убици на крај крајава. Точно. И у Македонија имало такви дешавки, значи ова концептот ја што го ставив совршено функционира, веруј, Джек Мевосек од 20-тите години, оти имало убиства баш во тој период истражува Така. и нерешени случаи и само треба волја на крај крајва и мислам дека може да се направи еден солиден македонски хорор трилер или нешто во тој Било кој жанровски продукт кој што ќе го олицетвори филмското наследство во една форма. сега тоа ја пак го кажам од аспект на аматер кој никад не вложил пари во Добре. проект. Разбирам дека луѓето што вложуваат пари се многу предпазливи, они сакаат некој фидбек, они сакаат или награди или кешбек и нив хоророт се да им продаваш ваков муабет, знаеш ќе речат, абе свето супер, ама Сепак си има своја платформа, иначе може да си имаме автори за тоа, еве ќе го спомнам, ја лично ми се восхитувам, така да кажам, на Светозар Ристовски. Така. Кај нас е познат сега со Лазар, меѓутоа малкумина може у Македонија го знаат Дир Мистер Гейси. Да. Кој- Темата е така. серијски, не би го рекол хорор, биографски, меѓутоа темата Биографски е е, серијски. да. И има некои такви моменти, значи он со супер солидно се снаоѓа во тој домен. Тоа Дефинитивно. би можело апсолутно да се преслика и во Македонија да се направи некој филм, па би бил некој почеток кон нешто друго. Дефинитивно беше одлично стравично прикажан Гейси Така. во неговиот филм и мислам дека е еден од подобрите филмови каде што е екранизиран. Барем тоа неговото лудило го има потенцирано баш екстремите низ кои што бил западнат тој човек, така што Светозар има направен одличен филм. Дефинитивно, мислам дека канадски си беше во Канадски, канадска да. продукција и се надеваме дека Светозар ќе застане нешто долгометражно македонско да Од тој тип, од изрежира тој жанр, тој да, жанр. дефинитивно е. па не мора да биде и за серијски убиец, може да се проба за нешто друго, веќе тоа го имаме видено дека го бива. Одлично. Сакам да ти се заблагодарам пред се што ја прифати поканата и што беше дел од емисијата. Беше големо задоволство што можевме вака да ги раздебатираме сите аспекти до кои што нас барем двајца не тангираат во поглед на жанрот и мислам дека се успеавме некако одредени запоставени теми, односно одредени маргинализирани можеби проблематики да ги изведеме на површина и да ги продискутираме. Пред се ќе ти посакам многу успех на сите нивоа од кои што пред се твоите сценарија кои што ти се намеравени за странските пазари да бидат реализирани од
најдоследно за кој што ти ги имаш зацртано. Пред се заради тоа што едно дело многу е лошо кога ќе биде сецкано и кога ќе биде масакрирано, кога Leatherface ќе ја вклучи моторната пила врз сценариото, меѓутоа се надам дека твоите сценарија кои се пратени ќе дојдат до вистинските врати, ќе затропаат. А тоа што го имаш зацртано да го реализираш зад камерата, односно и пред неа, да ти биде во најдобар можен начин реализирано и да гледаме уште многу твои режисерски остварувања на големо платно. Фала за поканата и убавите зборови. И да, се надевам во секој случај ќе продолжам бидејќи тие мрачните работи се едноставно она што ме интересира и некако секоја приказна што склопувам, гледам да се насочи кон тој аспект. Да ги има тие елементи во игра. Да ги има тој аспект и да ги истражува тие работи, да. Секако дека од мене нема ништо да излезе чист жанровско стилот на слешер и тоа. Так. Повеќе сакам да гледам отколку да работам такви работи, меѓутоа нешто што ќе така малце посериозно се обиде да ги допре аспектите на хоророт, трилерот и сличните жанрови, дефинитивно ќе секако може и нешто трето да излезе, некоја драма, некоја комедија тешко, пошто стварно тешко се комедиите за осмислување, али ете така некој друг жанров. Одлично. Што и да работиш, вратите на канал 103 ти се отворени и во сите наредни твои проекти ќе те поканувам да и продискутираме вака во етери, да анализираме за одредено време до каде ќе се раздвижи или разграни овој жанр и можеби некои други изданија кои што ќе се појават на светската киносцена ќе бидат доследни за добрите години за кои што ви говоревме воопшто и за добрите изданија кои што се синоним за квалитетот на самиот хорор поджанр. За крајот на емисијата може да слушнеме една композиција на Motor Psycho која што се наоѓа на нивното последно остварување. Мислам дека IMS е најдобра така атмосферична тема за отворање на 259-тото издание на Дансе Макабре, во кое што ви говоревме со Кирил Максимовски за неговите филмови пред се, неговите филмски остварувања и за неговите погледи во контекст на самиот хорор жанр. До 260-тото издание на Дансе Макабре ви посакувам да гледате хорор филмови и да се плашите, заради тоа што ако не е стравот, ќе останеме занемени и дехуманизирани. Така што здраво е да се плашите и здраво е да гледате хорор филмови. Уживајте. Чао.